Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Под лупа, нова тема. Нова, но секогаш актуелна и секогаш одново и одново разговараме на истата, затоа што не тангира сите нас, сите оние кои што живееме во градов, но и оние кои што доаѓаат да го посетат Охрид како туристички центар. Тоа е хигиената на градот, услов кој што туристите секогаш го поставуваат и секогаш апострофираат дека е многу важно градот да биде чист. Но реков, многу е важно и за нас кои што сме тука, кои што живееме во него. Добро вечер му посакувам на ВД директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец, господинот Љупчо Гардановски, кој што вечера еве во овие 40 на минути ќе ни каже каква е состојбата со ова јавно предпријатие и колку се подготвени градот да ни биде чист, еве во очи на новогодишните празници. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Значи, како јавно предпријатие Охридски комуналец, можеме да ветиме дека хигиената во престојните празници ќе биде на највисоко ниво. Значи, веќе се екипираме, поставени се зголемен број на контейнери низ централното градско подрачје, екипирани сме, значи, и околу хортикултурното уредување, значи, засадивме сезонски очиња, значи, од зимскиот вид. Околу јавната хигиена, централното градско подрачје ќе биде метено и обслужувано 4 пати на ден. Така. Сега вие неодамна сте директор на ова јавно предпријатие, многу важно за функционирањето на градот. Не сме имале одавна гостина од ова јавно предпријатие, некако минатите 4 години како да ни беа малку затворени, транспарентноста на јавните предпријатија не беше на највисоко ниво, иако се тие предпријатија кои што обавуваат дејности кои што се од интерес на граѓаните и на градот. И задоволство ми е навистина што малку под лупа ќе го ставиме истото и како тоа работи и функционира. Како што реков, од неодамна сте прв човек на ова предпријатие и ме интересира каква состојба затекнавте кога дојдовте. Најпрво, значи, сакам да потенцирам дека, значи, во секој случај ќе бидеме отворени за сите медиуми, вклучувајќи ви и вас. Значи, и нас ни е од интерес да можеме да се представиме пред граѓаните со нашите активности кои што ги вршиме секојдневно. Околу состојбата која што наследивме во јавното предпријатие, можам да кажам, значи, ако говориме од аспект на тековно работење, значи, предпријатието е во стабилна финансиска состојба, меѓутоа, ако гледаме од аспект на потреба од инвестиции, а тоа се нашите заложби, значи за тоа ќе треба малку повеќе штедење, значи соочени сме со превработеност, поготово во делот на администрацијата и се надевам дека со успешно менаџирање ќе успееме за сите вработени да обезбедиме буквално работни задачи, како би се и самите вработени осеќале дека припаѓаат на тоа јавно предпријатие. Значи буквално наидовме на луѓе вработени кои што не знаат самите со себе што да прават на работа. Колкав е бројот на вработени во јавното предпријатие Охридски комуналец? Моменталниот број е 265 вработени лица. Навистина една голема бројка за едно вакво јавно предпријатие. И како што рековте, ако поголемиот дел од нив се во оператива, ќе се најдат работни задачи, но администрацијата е тоа што е. Како сето тоа ќе го изменаџирате? Точно. Во оперативниот дел секогаш има потреба работници и полесно е за нив да обезбедиме работа. Меѓутоа во административниот дел задачите се помали и просторно сме ограничени, значи буквално, значи немаме доволно столчиња. Меѓутоа тоа е состојба која што е наследена и како што кажав, со успешно менаџирање се надевам дека ќе ја надминеме. Би потенцирал само дека, колку што се сеќавам, пред 4-5 години кога се правеше поделбата на јавните предпријатија кога се одделија градски пазар и градски гробишта, заедно бевме околу 250 вработени. Сега сме сами 265, гробиште има околу 60 вработени според моите информации и градски пазар околу 30. Состојбата е таква каква што е, но неблагодарно е да се дојде до ситуација да треба да се испуштаат работници. Сигурна сум дека нема тоа да се прави, како што рековте ќе барате начини да им се најдат работни задачи, некако да се менаџира со предпријатието со толкава вработеност. Пред самата емисија ми кажавте дека една голема добра сума на средства се издвојуваат само за плати од ова јавно предпријатие. Сумата е премногу голема, не би сакал сега јавно да ја соопштам, меѓутоа она што го затекнавме, мора да се бориме со тоа, значи
не во нашите планови не се никакви отпуштања. Значи планот ни е со успешно менаџирање да успееме да обезбедиме работа за сите лица кои што во моментов земаат плата од јавното предпријатие. Години наназад пракса беше некако локалната да ги инјектира јавните предпријатија, наместо тоа да е обратно. Значи, јавните предпријатија треба да се тие кои што ќе го полнат буџетот на локалната. Комуналец беше некако секогаш на некоја граница на рентабилно работење. Последните години економската состојба се подобри, некако стана постабилна, барем тоа се гледаше по тоа што вработените редовно зема лични приходи, но тоа не значи дека треба здраво за готово да се земе. Колку комуналец може да придонесе да ја полни општинската каса, наместо да бара пари од низе за да може да функционира? Јавното предпријатие... Како ја гледате, значи, визијата на развој на јавно предпријатие? предпријатие? Јавното предпријатие Охридски комуналец има основна дејност подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад, хортикултурно уредување, значи јавно зеленило и јавна чистота. Во тој дел, значи, ние преку јавната чистота и јавното зеленило вршиме услуги за локалната самоуправа и тоа е единствениот начин на кој што ние прибираме средства од истата. Значи, никогаш не сме на терет на локалната самоуправа и нема да бидеме, а значи единствената помош која што можеме ние да дајме како јавно предпријатие, тоа е, значи, да бидеме успешен сервис за граѓаните. Услугите кои што ги вршите за градот и за граѓаните нормално си имаат своја цена. Гледам дека се трудите некако да им олесните во начинот на плаќање, во давање на некои бенефиции, се со цел да биде градот што почист. Ете, имавте една акција за да може да си набават канти за ситен отпад, значи за домакинствата, цената да биде вклучена во сметката, да се плаќа на рати, така натаму. Значи, кои други такви некои проекти ќе ги спроведувате во иднина, во интерес на граѓаните, во растеретување на нивниот буџет, ново подобрување на хигиената на градот? Значи, таа акција околу делењето на кантите за отпад трае се уште. Ево ги повикувам граѓаните, значи, да се обратат во нашето предпријатие. Се разбира, доколку не должат ништо на нашето предпријатие, им овозможуваме да ги купат тие канти на 12 еднакви рати, кои што се распределуваат по 100 денари на секоја месечна сметка. Тоа е, значи, навистина една, би рекол, добра, за секого прифатлива сума, кој што може да ја одвои и да немаме потоа слики, затоа што многу честа појавање на дел од улиците, каде што немаме соодветни канти, овие се, значи, канти со капак, да кучиња, скитници или мачки го растргуваат отпадот по самите улици. Така. Многу често се реагира на чистотата на градот, на хигиената, на неподигнати контејнери, на расфрлан отпад и во сите контакти што сме ги правеле еве со вас од неодамна, од кога сте директор, со вашите претходници, велат комуналец не може да исчисти онолку колку што граѓаните можат да извалкат. Значи, мора да се работи и во иднина, се правеше тоа и претходно, на подигнување на свеста кај граѓаните за одржување на хигиената во градот. Многу пати контењерот е тука, но отпадот се фрла до контењерот, потоа се разнесува од кучиња или мачки, така да навистина една неубава слика за градот, кој што пак уште е и туристички центар. Мислам дека немаме толку реакции на неподигнати контејнери, затоа што можам да говорам за периодот кога јас сум поставен за ВД директор. Мислам дека делот на контејнерското подигање на отпадот е, значи, буквално совршен. Немаме слика на полни контејнери, меѓутоа настанува проблем околу најчесто зелениот отпад. Граѓаните, јас тука би ја повикал, значи, прво комуналната инспекција и комуналните редари да ни се приклучат во таа борба, затоа што доколку ја пратите веб страната на Охридски комуналец, до овој момент, значи, ни еден локален медиум или портал не ги превзема, значи, вестите кои што ги објавуваме на таа страна, ќе видите дека секојдневно расчистуваме диви депонии кои што се создадени од зелениот отпад, од градежен шут и од каваст отпад. Тоа е за нас е вонредна активност за која ние некого мора да наплатиме. Значи, се она што не е во наша основна дејност, ние мора некого да го наплатиме. Во овој случај ние го сликаме отпадот, бараме налог од локалната самоуправа и затоа потоа локалната самоуправа има одврска нас да ни плати за извршената работа. Доколку комуналните редари
Ова веќе во договор со локалната самоуправа е назначено како еден голем проблем за кој што веќе се разговара и ќе биде приоритет во идниот период. Значи комуналните редари ќе мора да бидат почесто на терен и да има, сега во казнената политика на локалната не можам да навлегувам, или опомени или казни за граѓаните кои што не соодветно го третираат отпадот. А што да прават граѓаните? Еве, значи, сега не е многу период на вадење, значи, на тој зелен отпад, чистење на дворовите. Тоа знаеме, најчесто се прави во пролетниот или во есенскиот период. Сега веќе сме во зимскиот период кога вегетацијата мирува. Но што ете во тие ситуации? Што треба да направат? Каде да се обратат? Дали до вас да се јават? Да се јават на дежурниот телефон 263-325 во Охридски комуналец. Ние секоја втора сабота организираме подигнување на кабаст отпад, на шут и на зелен отпад. Значи се што треба е уредно да го пријават, да пријават локација. Дали треба за тоа нешто дополнително да се плаќа, затоа што секогаш тоа се поставува како прашање? Значи во овој период кога ние ги правиме тие акции, значи тоа не треба да се плати. Меѓутоа, ако преку недела, значи кога немаме таква акција, нарача некој од нас таква услуга, тоа веќе се наплаќа. Ние во тој дел имаме спремено еден проект кој што започнува од 1 јануари со сметките кои што ќе ги добијат сега граѓаните, ќе добијат и флаер. Значи проектот се вика прати слика, пријави отпад. Преку апликациите на мобилните телефони, Viber и WhatsApp, значи ќе може на дежурен телефон во Охридски комуналец да го сликат, да го пријават отпадот, да ни дадат локација, ние да реагираме. Значи даваме еден импулс кон граѓаните, ние да помогнеме, меѓутоа ќе мора прво да ја подигнеме свеста кај самите граѓани за да не ни се појавуваат овие мини депонии. А ги има многу низ градот? Ги има многу. Мислам дека дававме еднашка изјава за вашата телевизија, по самото срелиште буквално се создава нов Мауцкер. Или имаме, значи, ево честа слика последне времето кога дува југ во езерото. Значи, она што го isfrla, езерото прво го примило, значи на реакција на социјалните мрежи еден граѓанин ми напиша евенија целата култура што сме оставиле летото во езерото. Значи све тргнува од нас. Така, како што реков, значи подигнување треба на свеста и заедничка соработка. Кога го споменавте, едукацијата мислам дека треба да почне од најмали од најмала возраст и затоа планираме година во проект заедно со училиштата да веќе да почне да работиме на свеста и на едукација од најмала возраст па натаму. Кога го споменавте Мауцкер, ме потсетивте на еден проект, еден зафат, една заложба што беше на вашите претходници да се исчисти ова депонија, што не е навистина така мал залог, затоа што треба и оператива, треба и технички средства, возила и значи еден добар дел од вработените треба да се ангажирани еден подолг период таму за навистина таа депонија да се исчисти. Прашање плюс е каде после сето тоа ќе се носи, ќе се депонира. Почна нешто, но остана само на тоа, на една добра волја, не се исчисти депонијата. Директорката кажа тогаш во една прилика дека нема јавното предпријатие таков капацитет, затоа што ако се чисти Мауцкер треба цела работна сила таму да биде ангажирана, другото да биде запоставено. Дали имате некакви интенции во наредниот период нешто да се работи на тоа прашање и дали има некакви шанси Мауцкер на вистина да се исчисти? Таму е депонирано и тампонирано со години. Идејата на моите претходници била сосема во ред. Меѓутоа, за да се оствари таа идеја, треба да бидеме реални и да направиме прво проценка колку би коштала сетата акција. Значи, моја така проценка е дека депонијата Мауцкер, на кој што е значи, години депониран и градежен, меѓутоа и комунален отпад за жал, мислам дека со помалку од 700-800 евра не може да се исчисти. Кој би ги обезбедил тие средства? Дали тоа може преку некој проект? Еве, Југозападниот плански регион изготвува проекти кои што се во интерес, еве, и со јавното предпријатие, со локалната соработуваат, од интерес на општините. Дали нешто може? Ова само како пример го нафрлам. Дали воопшто може нешто такво да се направи? На кој што би се исчистила депонијата е доколку би се нашол некој инвеститор на кого подоцна би му се дало тоа земјиште
на користење на подолг временски период каде што би извојувал, значи каде што би остварувал поголеми профити. Да. Иначе не гледам како некој на тоа да ја како исчисти некој би прво обезбедил, депонијата. значи ни југозападен плански регион, никој кој би ги обезбедил скоро 1 милион евра за чистење. После е друг проблем од тука кога ќе се исчисти каде би завршил тој отпад. Тој е уште еден друг проблем. Значи ние не можеме на второ ниво да стигнеме. Што правиме со регионалната депонија, која што години наназад веќе зборуваме, но никако да се направи, само се јавуваат некои нови проблеми и прашања, а неопходна е на вистина. Рековме, нема веќе каде да се депонира отпадот, целокупниот отпад се носи во депонијата Буково, која што и таа не ги задоволува условите на една современа депонија. Таму се депонира и целиот смет, што и тоа не е во ред, значи треба да се селектира отпадот. Што ќе правите во иднина? Не знам дали на повидок имаме во скоро време решавање, вака круцијално решавање на проблемот, но како ќе се снаоѓате? Значи во Македонија единствена полулегална депонија е Дрисла. Значи и нашата депонија Буково и сите останати се буквално нелегални. Во тој дел мислам дека депонијата Буково има уште многу мал капацитет кој што ние можеме да го искористиме и затоа сметам дека депонирањето на отпадот е едно од најгорливите прашања со кои што се соочуваме и како јавно предпријатие, меѓутоа и како град. Знаеме дека југозападниот плански регион е во изработка на проект за изработка на таа регионална депонија, меѓутоа се уште не е обезбедена. Локацијава не можеме некако да ја одредиме. Иначе, значи регионалната депонија ќе биде, но мислам дека освежување и за Охрид, меѓутоа и за Струга. Знаете за Струга дека депонијата е еден огромен загадувач на животната средина, а од друга страна, значи со депонијата, регионалната депонија која би се направила, со неа би стопанисувал инвеститор, со тамото тоа што значи дека тој ќе остварува приход, значи има интерес да се направи регионална депонија. Тука плюс е, значи, она што ние како јавно предпријатие ќе добиеме во брзина, во работењето, во намалување на трошоците и секако и во селекцијата на отпадот. Така. Сега рековте дека имате доволен број на вработени, но дали имате технички средства, односно дали располагате со доволен број на возила, затоа што знам дека возниот парк ви е доста застарен, голем дел од возилата многу често се расипуваат, па не се во функција, а заради тоа трпи градот или трпи хигиената или па јавното предпријатие си има уште поголеми проблеми. За жал. Да, неколку возила, 3 или 4 беше што ги добивте преку кредитот од Светска банка, тие се ставени во функција, но не ги задоволуваат сите потреби на градот. Новите возила се ставени во функција, меѓутоа не се ни 30% од она што нас како механизација ни е потребно во текот на еден ден работење. За таа цел аплициравме преку локалната самоуправа до Министерството за финансии, каде што лежат неискористените средства од тој кредит. Не сум сигурен уште колку средства беа останати. Веќе аплициравме и поднесовме спецификации за возила кои што би ни биле од голема помош, затоа што прво би заштедили финансии. Во овој момент имаме големи расходи во делот на набавка на резервни делови, затоа што механизацијата ни е многу стара, со исклучок на тие 4 возила кои што се набавени. И мислам дека со набавката на останатите возила за кои што сега аплицираме, ќе заштедиме и доста средства, а сигурно ќе бидеме и побрз и подобар сервис за граѓаните. Што најмногу ви е потребно? Што е приоритетот возилата со кои што работи јавното предпријатие? Бидејќи се возила кои што ги користиме секојдневно, значи све ни е приоритет. Приоритет ни е и трактор, приоритет ни е и цистерна, приоритет ни се и комунални возила и поголеми и помали кои што ни се за стариот дел. Погостово е важно за во стариот дел да имаме нови и добри возила, од кои што нема налето да течи отпад и да мириса по улиците, кои што се најчесто посетувани од странците во летниот период.
Дали сте подготвени за зимата, која што е веќе во тек? Секогаш викаме, леле, некако снегот не изненади. Насред зима снегот не изненадува. Дали јавното претпријатие Комуналец е подготвено за снежни врнежи, за работа при услови на мраз и градот да биде чист, затоа што некако еден, и тоа не многу обилен снег да падне, па градот веќе не функционира? Не знам дали можете да забележите, при снегот кој што заврна сега пред 3-4 дена, значи Комуналец во истиот момент излезе на терен, значи сме спремни, набавени се сите потребни абразивни средства, ризла за посипување на улиците. Механизацијата не е стара, меѓутоа е оспособена и е ставена во приправност, значи гарантирам снегот не може да ни изненади. Значи може слободно да заврне. Слободно, да. Поставени се и пунктови, значи во стариот дел на градот и во населбата Гоце Делчев, каде што имаме оставено во вреќи сол и ризла за по потреби самите граѓани, значи да може да реагираат. Многу пати во вакви услови беше дискутабилно кој треба да ја чисти туристичка, затоа што вие сте задолжени за локалните патишта, кога станува збор за магистрален или регионален пат, тука веќе ингеренциите се на Македонија пат. Но како една главна артерија во градот, секако јавното претпријатие Комуналец не може да ја занемари и на добра волја ја чистеше и туристичка. Како ќе биде тоа во периодот кој што ќе престои? Доколку заврне снег, ја чистите ли туристичка или ќе чекате Македонија пат да ни ја исчисти? Мислам дека во овој момент ни Македонија пат не ја чисти. Мислам дека преку распишување на тендер се избрани приватни фирми кои што ја вршат таа задача и колку што имав можност да видам при нашите реакции овај пат кога имавме снег и мало заледување на улиците, мислам дека беше реагирано на туристичка, а во секој случај дека доколку има потреба, сепак е, како што кажавте, главна сообраќајна артерија и ќе реагираме. Добро, значи да не чекаме на другиот, во такви услови секој треба да излезе во пресрет, дури да нема ингеренции тука за доброто на градот и на функционирањето на граѓаните. Веќе некако ја истече, гледам првиот дел од емисијата, а во вториот сакам да зборуваме за она што престои, тоа се новогодишните, божикните празници, па водици и богојавление кога доаѓаат голем број туристи во градов, како тогаш ќе се снаоѓате, дали можеби ќе воведете некоја смена плюс за да ни биде градот чист. Сега малку реклами. Кам, постојано ниски цени. Свинска пршута 200 грама 132 денари. Кашкава ледамер 1 килограм 265 денари. Мешавина за руска салата 450 грама 32 денари. Кисела павлака 850 грама 84 денари. Кам, купувај мудро. Новогодишните празници не се весели без новогодишни украси. Разубавете го вашиот дом со нашите украси. Ние ја носиме новогодишната магија. Кармен Бау Центар. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Pampela, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Од 24 до 28 декември предновогодишни забави во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Секоја вечер музика во живо и специјални предновогодишни менија. Резервирајте го навреме најдоброто место во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Погледни, животот е полн можности. Можеби еден ден ќе те вивне високо во облаците. Трката е сега и ќе стигнеме до целта само ако почнеме да се искачуваме. Затоа од секој ден направи ново доживување.
Живеј го животот по свое. Триглаво осигурување на живот со штедење. Бидете сигурни, се ќе биде во ред. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Кратка пауза, но доволна ни е малку да се одмориме од разговорот и да се договориме како понатаму ќе ни тече приоритет. Значи, некако тоа што ни беше иницијативна каписла за овој разговор во емисијата Лупа се престојните празници, како што реков, и хигиената. Како ќе се покаже градот во кое светло пред туристите кои што ќе дојдат, затоа што ќе има зголемен број, зголемен обем на работа на вашето јавно предпријатие. Имате ли идеја, значи веќе план направено како сето тоа ќе се реализира за да протече во најдобар ред? Дел од ова прашање го одговоривме на почетокот за емисијата. Значи, како Охридски комуналист гарантираме дека хигиената ќе биде на највисоко ниво. Јас, всушност, како директор на јавното предпријатие, доаѓам директно до оперативата. Значи, 4 години работев како координатор на оперативни служби и е проблем кој што ни е познат и можам слободно да кажам и дека не ни е проблем. Значи, знаеме каде да реагираме, каде треба да поставиме плюс контейнери, каде треба да воведеме тросменско работење, хотелите исто ќе добијат вонредно подигање на сметот. Така да сметам дека туристите нема да имаат замерка во поглед на хигиената. Кои се тие некои црни точки во градов каде што се создават преку ноќ вакви мини депонии или каде што има потреба од ангажирање на повеќе работна сила и оператива и техника, значи и возило некој треба да се пушти плюс. Кои се тие места вака, ги имате ли мапирано веќе? Ги имаме мапирано, значи тоа се места кои што ни се повторуваат долг низ години наназад. Едни од тие места беа и оние зелени острови кои што ги имаме веќе изградено, а кои што за жал одредено време не беа во функција, значи во населбите Богомилска и Христо Узунов, каде поставивме прес контейнери. Со моето доаѓање, првиот ден на доаѓањето на функцијата ВД директор, бе во посета на тие места. Значи, многу пати имаме ние правено прилози за тие, гледката што ја затекнав таму, се жалеа. Гледката што ја затекнав таму, значи ме направи да се срамам што сум дел од јавното предпријатие. Веднаш пристапивме кон расчистување на сиот отпад што беше околу прес контейнерите, хортикултурно го уредивме, го постеливме со чакал и ангажиравме лице, значи од тој момент на прес контейнерите и во прва и во втора смена има лице кое што е задолжено да го прими отпадот од граѓаните, да го селектира и останатото да го нормално да го депонира во прес контейнерот. Исто така тие лица се задолжени за расчистување на целата таа населба
Има тука и детско игралиште, има доста отпад меѓу зградите, кој што, пак ќе кажам, несовесни граѓани тоа го прават, сам не доаѓа отпадот. Меѓутоа, тие се, ето, две точки кои што веќе сме ги решиле. Многу честа појава на депониран шут, каба со отпад и зеленило имаме кај егејските згради и посебно во делот од Радовица Новичиш до селото Локочери, каде што имаме огромна количина на зелен отпад. Така. Таму скоро сите имаат бавчи во своите дворови и зелениот отпад ни го оставаат буквално на улица. Еднашка реагиравме, значи кренавме полни 2 камиони зелен отпад, потоа после 2 недели сликата се повтори. Токму затоа ги повикав комуналните редари, затоа што не можеме ние бесконечно да бидеме сервис на несовесни граѓани. Можеме еднашка, 2 пати да го направиме тоа, за да немаме грда слика за предостанатите граѓани. Меѓутоа, мора еднаш да почнеме од некој ниво, значи да има дали опомени, дали глоби, да граѓаните се свестат, значи правилно да го депонираат отпадот. Ме подсетивте на еден проблем кој што се провлекуваше наназад, а тоа е со како се решава хигиената и подигањето на отпадот во селските населби. Знам дека имаше проблем Љубаништа, Трпеца, сега не знам каква е ситуацијата, дали тоа се реши, како е впрочем и во другите рурални средини. Дали граѓаните си плаќаат редовно сметки, дали се подига сметот редовно, како е таму? Наплатата ни се движи околу 80% на ниво на град, што можам да кажам дека е задоволително ниво, меѓутоа ние се стремиме и кон подобрување на наплатата, а во поглед на одржување на хигиената, значи според комуналниот ред, во сите села, исто како и во градските населби, отпадот и по закон мораме да го подигаме 2 пати неделно. И тоа и го правиме. За сега, како сум јас ВД директор, од ниедна село, да речем, или од ниедна местна заедница не е стигната никаква реакција околу одржувањето на хигиената. Иначе сме отворени, значи, примаме и критика и пофалба, значи, отворени сме за граѓаните, повторно ќе нагласам. Вие сте и во непосреден контакт со граѓаните, секојдневно вашите луѓе се среќаваат, се гледат и ако ништо друго ќе ги застанат нив, ќе им кажат, ако имат забелешка некогаш и пофалба во секој случај. Имаме една новина од неодамна, тоа се подземните контењери, кои што се наспроти Тинекс и Рамстор маркетите. Малку беше дискутабилно дали е тоа соодветно место за вакво решение или не, ама тоа не ми е целта се на ова прашање, туку сакам да ве прашам какво е искуството. Дали ја оправда нивната поставеност таму, значи дали функционира онака како што треба и дали во иднина го гледате решението за почист град во токму вакви едни подземни контењери? Во секој случај подземните контејнери, значи во целина можам да кажам дека се позитивно искуство. Може би локацијата не е, ајде да не навлегуваме сега во таа проблематика, сепак, значи, во целина гледано се позитивно искуство, со тоа што повторно ќе нагласам дека едукацијата на граѓаните, селекцијата на отпадот, ево имаме секој утро ситуација, можете некој ден да снимате со вашите камери да забележите, на граѓаните не се ни трудат отпадот да го постават внатре во контејнерот. Ни го ставаат повторно надвор на улица, покрај самите контејнери и сликата утредента е мастило. Значи маст. И секој утро четка, прашак. До кога? И за кого? Што во такви ситуации? Комунален редар. Значи, комуналните редари досега не си ја вршиле работата како што треба. За жал, јас тој проблем веќе го кажав и во локалната самоуправа и побарав од градоначалникот, каде што добив и ветување дека комуналните редари, за кој што можам да кажам дека и вчера имаше еден состанок, значи на тоа ниво со комуналните редари, веќе се ставаат во функција. Мислам дека беше планот да бидат во наредната година и униформирани, да бидат како комунални полицајци и мислам дека ќе ја работат својата работа и дека ќе дадат голем придонес во одржувањето на хигиената во градот. Така, значи ако сите оние кои што се задолжени за нешто кое што се случува во градот си ја вршат работата како што треба, мислам дека ќе нема проблем, а никој не може сам се да истера докрај, ниту вие како јавно предпријатие, ниту другите јавни предпријатија, ни локалната, значи сето тоа мора да функционира во еден круг за да има
онакви резултати какви што посакуваме. Каква ви е соработката со другите јавни предпријатија? Имате ли некакви допирни точки и некои области каде што треба да се покриват едни со други? Немаме многу допирни точки, меѓутоа она малку работа што го имаме како општински јавни предпријатија, значи сите сме формирани од Советот на општина Охрид, соработката ни е добра. Можам да напоменам дека пример околу уредувањето на пресконтейнерите ни помогна јавното предпријатие Градски гробишта, кој што има градежна група, па ни помогна околу поставувањето на идечњаците. Нормално сето тоа со налог од општина Охрид. Така. Селектирањето на отпадот ќе оди и ќе се спроведува ли понатаму или се откажувате од овој проект затоа што некако граѓаниве не го селектираат отпадот, иако имаше посебни садови за различен отпад? Садовите за селектирање отпад, значи ќе продолжат да бидат на тие локации каде што се и сега. Значи не е дека граѓаните не селектираат, меѓутоа тоа е недоволно. Значи е многу мал бројот на граѓани кои што селектираат и повторно ќе кажам, и тука е потребна едукација и веќе во соработка со Пакомак од Скопје сме во преговори како пилот проект да ни обезбедат канти во различна боја, значи за комунален отпад, за хартија, за пластика и за стакло, кои што би го дале како донација во една населба од градот и да видиме како тогаш би функционирало, дали ќе селектираат граѓаните и со самото тоа и ние ќе имаме бенефит како предпријатие, меѓутоа и тоа е значи почиста животна средина. Така. Уште еден проект кој што се ветуваше, но не се реализира докрај, уредувањето на влезовите во градот. Значи, пред се мислам на овој влез кој што е од, како му доаѓа, источната страна, значи така, од кога петля. кај петлјата, кога доаѓаме од Струга према Охрид, некако тој правец може би малку пофреквентен, затоа што поголемиот дел на туристи доаѓаат од таму, дали преку аеродромот или преку Скопје. И првиот печаток за Охрид е токму кога ќе влезеш во градот. Требаше хортикултурно да се уреди, да се постави некаква табла, значи имаше идеи, но не се реализира. Дали имате вие некаков проект за тоа и дали нешто ќе се прави, еве сега можеби периодот не е соодветен, но од напролет претпоставувам дека можеби ќе се преземат некакви активности. Проект како готов проект го немаме, меѓутоа имаме идеја. Значи проблемот е детектиран, знаеме, значи јас разговарав со раководителот на паркови и зеленило кој што ми кажа дека таму имало проблем со системот за наводнување. Затоа во планот за јавни набавки за 2018 значи е планиран нов систем за наводнување затоа што тоа е основа за да посадите било какво зеленило па и да го одржавате. Доколку немате систем за наводнување се ви паѓа во вода. Така. Зеленилото, хортикултурното уредување, значи цвеќето, парковите, исто така дават една многу убава слика за градот. Центарот е навистина уреден, дали ќе се работи нешто повеќе на периферијата на градот? Во план е во иднина значи да го уредиме просторот од Жиголо до хотелот City Palace, значи по кејот. Значи тоа е еден простор кој што сега за сега не е уреден онака како што го замислуваме. Потоа би сакале да го заживееме паркот на пријателството на крајот од пешачката патека према Горица, кој што е исто така запоставен. И се разбира, значи ќе мора и на местата на палмите кои што ги откорнавме. Тоа сакав да прашам, еве сами вие кажавте без да ќе засадиме друг вид на дрвца, најверојатно јапонски цреши, затоа што се докажа дека им одговараат климатските услови во Охрид, за разлика од палмите кои што дефинитивно се промашен проект за кој што се потрошени големи средства. Каде отидоа стеблата од палмите? Стеблата од палмите се моментално во депото за зелен отпад во Охридски комуналец, меѓутоа нема за што да се искористат. Не горат, не се сечат, ништо не може да се сработи со нив, а потрошени се значи огромни средства, пак ќе кажам, од засадени 190 палми, 123 се веќе исушени. Само до тоа кажува дека значи негативните реакции на тогаш на јавноста и на стручната и на целокупната јавност биле оправдани.
Значи, Тоа што палмите дефинитивно не се тоа зелена што поднебје. реагиравме и на тоа што тие не се автохтони дрва, значи не се препознатливи за градот, а ако посадите јапонски цреши може истото и за нив да се каже. Зошто не се садат некои дрвца кои што се препознатливи за Охрид или воопшто за нашата Значи, држава? јапонските цреши се веќе пробана варијанта, ги имаме во чаршијата, затоа знаеме дека се успешни, дека им одговара нашето поднебје. А значи покрај јапонските цреши нема да бидат само тие, ќе се заседат и врби, и јавор, и јасен. Порано Охрид беше познат како град на трендафилите. Значи ги имаше многу во паркот. Ние бевме тоаш деца, но сепак некои слики ни се во сеќавање. Може да се видат тие навистина убави цветни градини на некои постари фотографии. Дали може би еве ќе се враќа и таков некој лик од минатото на оној стар убав Охрид кој што го паметиме. Така, значи предвиден е и тој проект, значи за враќање на трендафилот во Охрид, меѓутоа тоа ќе биде само на некоја одредена локација како едно катче за трендафилот, затоа што она локација што ви ја спомнав од Жиголо до Сити Палас, таму се засадени трендафили, меѓутоа трендафилот е цвеќе сезонско. Значи потоа е стварно грда слика преку целата година. Помнете ќе се уверите. Добро, ќе го искомбинирате со некои други кои што успеваат во некоја друга сезона, па да биде уреден За сега, паркот, значи, планираме тоа да го направиме како едно катче на кое што би посадиле трендафили, а сепак во централно градско подрачје ќе одиме со други варијанти. Сето тоа, ова што ќе го правите, го имате на располагање во вашиот расадник или треба некаде да се набавува? Значи дел го имаме во нашиот расадник, дел мора да набавуваме, значи дрвата мора да ги набавиме. Јапонските цреши од каде ќе се набавуваат? Па, значи све е тоа јавна набавка и кој ќе се пријави, кој ќе даде најдобра цена. Тука сме веќе ограничени, не можеме сами да бираме. Така. Тоа планирате да го правите од напролет или како? Кога? Да, напролет, тоа ще се условите најпогодни за садење на јапонските цреши. Добро, значи да очекуваме од ова пролет лето еден малку поинаков, поубав лик на градот, на централно градско подрачје, но реков и на периферијата, да не ги забораваме и оние граѓани кои што живеат во другите делови. Се разбира. Така. За самиот крај на емисијата една болна тема, едно болно прашање, но многу актуелно деновива. Актуелно е, впрочем, тоа веќе години наназад, но уште повеќе се актуализира овие денови. Тоа е проблемот со кучињата скитници. Што ќе се прави на вистина со овој проблем, затоа што не е добра слика да ги гледаме по улиците во чопор и да бидат потенцијална опасност за граѓаните. Но уште понеубава е пак некој на своја рака да ги труе и да ги одзема нивните животи, затоа што и тие не се виновни што ги има. Што ќе се прави, значи дали има некаква стратегија градот пред се јавното предпријатие, затоа што некако ова обврска вам ви е дадена. Може би не е дел од вашите дејности, основни дејности на предпријатието, но некако со одлука на Совет јавното предпријатие Комуналец треба да се занимава и со тоа. Прво сакам да кажам дека со самото тоа што бројот на кучиња скитници е зголемен, значи енормно, видно е тоа. Тоа кажува дека долго време никој не се занимавал со оваа проблематика. Сега, значи, законските прописи во Македонија предвидуваат хуман однос према кучињата, што значи дека не можеме да говориме за брзо решавање на проблемот или краткорочно. Значи, кучињата треба да се заловуваат, да се стерилизираат и да се вдомуваат фактички во стационар кој што до овој момент го немаме. Не знам, значи, сметам дека прво надлежните органи најетно треба да направат регистар на домашни миленици кои што би се чипирале. И доколку надлежните најдат домашно куче, веднаш да се пријави и доколку сопственикот не постапи, да не го прибере кучето, значи да има некоја глоба или опомена или слично. Додека со бездомните кучиња, значи ќе мора заловување, стерилизација и вдомување. Надлежни на кого мислите? Локалната самоуправа. Значи сепак тука сме сепак, да, сметам дека и државата нема воспоставено прав систем за решавање на овој проблем. Значи на овој начин сметам дека нас ќе ни треба 4 до 5 години за да го решиме овој проблем. А проблемот е се поголем, значи
Ние ги прифаќаме и апелите од невладините организации кои што се занимаваат со заштита на животните, меѓутоа и од граѓаните кои што секојдневно се јавуваат во нашата фирма и прашуваат што да се прави, како да се прави, значи се жалат на нападот, станати се агресивни, не знам од која причина. Што во овој момент јавното претпријатие Комуналец може да прави? Значи Ние конкретно единствено можеме на да овај... правиме заловување. Имате ли можност за Имаме, такво нешто? да, Возило, имаме значи возило луѓе кое кои што што е се набавено обучени? уште пред 6 години за набавување на, не знам зашто не е користено и зашто не е вршено заловување претходниот период. Значи имаме возило, имаме така наречена сајла за заловување, меѓутоа понатака немаме надлежност. Значи немате всушност каде да ги потоа да ги тој проблем ќе стационирате? го решаваме заедно со локалната самоуправа. Имавте неколку боксови кај јавното, кај дирекцијата на јавното претпријатие Комуналец, тие дали се исполнети или има место таму Не, за значи уште? во овој момент колку што имам јас информација, има неколку боксови во индустријата Маускер? во Маускер. Меѓутоа тоа се боксови во кои што може да се вдомат 5-6 куќиња, толку. Мислам дека на територијата на општина Охрид во овој момент има преку 300-400 куќиња скипници. Значи буквално во секоја населба имаме сликата на, како што кажавте, во чопор куќиња кои што се движат. Значи за скоро време не ќе можеме нешто да очекуваме на овој план. Не можеме да направиме ништо повеќе од она што го предвидуваат законските прописи во државата. А дали е навистина тоа реално дека ни се носат куќиња од други места и во градов, затоа што многу пати некои кои што имаат милениче, па веќе не сака да го чуваат, па го носат во некое место каде што не му е познато, за да не може да се врати дома. Да, ги имаме тие информации дека куќињата, значи, најчесто се оставаат кога туристите заминуваат во август и во септември. Значи, во септември најнуш се зголемува бројката на куќиња скитници. Меѓутоа имаме и информации дека ни се носат и од Струга, и меѓутоа тоа се информации непотврдени за кои што не можам да обвинам никого. Ако не можеме, значи можеме да ги заловуваме, но немаме каде да ги стационираме. Ако не можеме тоа да го направиме, онака како што треба, како што тоа го решава светот, дали можеме некако ситуацијата да ја ставиме барем некако под контрола? Значи имаше обиди за стерилизација на куќињата со заедно локалната со невладини организации. Имаше, значи, обиди да се одредува некоја територија на куќињата каде што ќе бидат Треба да се враќаат на истото место стационирани, каде па што да се се знае заловиле. каде тие се наоѓаат, па да се избегнуваат тие места. Значи некако барем да се стави се това под контрола, затоа што Ние како јавно предпријатие сме отворени, значи ќе дајме максимална поддршка на секој проект и секој начин на решавање на овој проблем кој што до нас ќе го достави дали локалната, дали државата, дали регионално ќе го решаваме тој проблем, значи ние сме отворени за помош во секој момент. така. Добро, значи ќе го следиме ние проблемот, ние како медиум колку што можеме, значи го актуализираме, се извинувам, сите проблеми кои што ги тангираат всушност граѓаните. И ако може некако да се помогне да се најде некое решение, барем да се стави ситуацијата под контрола, додека не се направи еден стационар со сите потребни услови, затоа што и тие имаат и животните имаат права, всушност и со законот за благосостојба на животните тие права им се загарантирани и не сме да се презема ништо на своја рака. Господин Гардановски, на самиот крај од емисијата, колку време сте вие во јавното претпријатие Комуналец? Во јавното претпријатие сум 15-та година. Ги имам поминато сите работни единици. Вработен сум 2004-та, првично како наплатувач на паркинг. Потоаш, значи, ги имам поминато буквално сите работни единици, од работа во пазарот, во дирекцијата, во наплатната служба, во механизацијата. Што е најтешко? Најтешко е ВД директор. Зошто? Поголеми се обврските, поголема е одговорноста, големи се проблемите и тековни и наследените. Затоа што знаете се она што е проблем што се соочуваат и вработените и граѓаните, а сега вие треба да помогнете да се решават, а некогаш и не е можно. Да, меѓутоа сме се нафатиле на оваа работа и значи ќе го дам максимумот за да успеам да ги реализирам значи моите идеи и да успееме колку што можеме да ги решаваме и тековните и наследените проблеми кои што не се во мал дел.
Така. Ви благодарам за учеството под лупа и најпрво, значи, навистина една јавна благодарност за вашата транспарентност. Реков, ова јавно предпријатие години наназад некако не беше многу отворено, еве, соработувавме, но на некоја поинаква основа, не вака во отворени емисии во живо, каде што може да разговараме на повеќе прашања и теми. И вие сте сервис на граѓаните, вие сте финансирани од граѓаните и должни сте, значи, да дадете еден отчет пред нив. Благодарам за учеството во оваа емисија. Благодарам.